Почнете од почеток со Бони Сала. Човеку, објавено ти е, што е добро, што бара Господ од тебе. Да се прави самоправда, да се љуби милосрдието и да се оди смирено со својот Бог. Михеј, 6 глава, 8 стих. Неодамна ужива во едно онлайн шоу за измислено православно еврејско семејство кое живее во Ерусалим. Беше интересно да се чујат младите верени двојки кои изразуваат желба да имаат нешто што тие го нарекуваат праведен еврејски дом. Не се слуша зборот праведен често овие денови. Во библиски контекст, праведен значи исправен, правичен, во сообразност со она што го бара Бог. Зборовите што се користеа даваа слика на вага со точни тегови мерки и затоа беше праведно. Истиот збор исто така се користел за луѓе кои поседуваат интегритет и биле исправени и правични. Пророкот Михеј најмногу се приближи до дефинирањето на зборот велејќи: човеку, објавено ти е, што е добро, што бара Господ од тебе да се прави самоправда, да се љуби милосрдието и да се оди смирено со Бог. Михеј, 6 глава, 8 стих. А сепак Стариот Завет подеднакво покажува како луѓето не успеале да живеат според тој стандард. Во Новиот Завет Павле рече: нема никој праведен, нема ниту еден. Римјаните, 3 глава, 10 стих. Но Павле вели дека има еден кој беше праведен и тој умре и оживеа, дека Бог ја протега неговата праведност кон оние кои веруваат во него и го следат. Зборот праведен го опишува најлошниот грешник во светот чија вера е во Исус Христос. Да, Бог вели дека човек е исправен и правичен во Божјите очи. Во Христос може да ги исполниме барањата на Божјата честност и интегритет. Совршени не сме, откупени сме, дури и праведни. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.